Жетвата на житото е почната. Полека се собира родот од нивите. За разлика од минатите години, овој пат откупот изгледа малку понадежно, со оглед на проблемите со извоз од Украина поради војниот конфликт во земјата. Министерот за земјоделство Николовски смета дека најниската цена на килограм откупено жито ќе биде 20 денари. Како што имаме рекордна заинтересираност за мерките за земјоделство, како што имаме рекордна цена, еве тој земјоделците ќе го кажат на јачменот од 17 денари. Јас очекувам минимална цена, очекувам 20 денари на пшеницата, дека е нормално да биде. Односно информациите кои што се од самите разговори кои што ги имаме потврдуваат дека 19-20 ќе биде токму таа пшеница која што нема доволен, например, соодветен квалитет, а дури пшеницата со висок квалитет може да надмине и 22 денари. Се зависи од квалитетот и затоа велиме дека навремено преземдовме мерки, навремено излеговме со мерки за поддршка на вештачко ѓубриво, знаејќи ги растот на сите цени на репроматеријалите. Но дури со овакви цени нема да има голем ќар за земјоделците поради драстично пораснатите цени на репроматеријалите. Но Министерството смета дека помошта што се дава го олеснува производството и дека за неколку години земјава ќе биде независна од увоз. И да ги мотивираме, а крајната цел како држава да ја оствариме, која што ја зацртавме. За 3 години 30.000 тони поголемо производство на пченица и за 5 години целосна увозна независност и од пшеницата. Станавме земја која што е целосно увозно независна од јачменот. Ако пред 3 години имавме огромен или голем дел од јачменот се задоволуваше од увоз, годинава, последната година бројките покажуваат дека имаме извоз од 17.000 тони и увоз на јачмен кој што е 10 пати помал, односно само 950 тони, но клучно е како што кажавте цените. Според пресметките на Националната федерација на фармери, ако лани производната цена на пченицата се движеше од 10 до 12 денари за килограм, годинава поради повисоките цени на горивата и ѓубривата, таа треба да биде од 20 до 23 денари, што не остава речиси никаков простор за заработка за земјоделците.